Од вкупно 20 кондураџиски дуќани во Охрид сега се останати само 3. За некоја година ќе затворат и тие ако државата не им излезе во пресрет да им помогне да ги одржат занаитите кои се во изумирање. Престојниот период ќе биде исклучително тежок за сите, велат од Занаетчиската комора, бидејќи давачките за струја растат со грејната сезона, а купувачи и промет има двојно па и тројно помалку во однос на летото. Кај кондураџиите тоа се случува, пред 10 години и повеќе бевме 12 кондураџи, сега сме тројца. А во меѓувреме во последните 10 години не се запишал нито еден нов. Тие се дефицитарни занаети и занаети во изумирање по дефиниција, односно по сила на закон. Следи еден мртов период за одредени занаетчиски дејности, филигранот, бисерот, оние производи кои ги купуваат странците, охриѓани немаат традиција да ги купуваат. Лани во Охрид се отвориле 16 занаетчиски дуќани, од кои 15 со грант од неповратни 6.000 евро од Агенцијата за вработување. Најчесто фризерски и козметички салони, но затвориле 14, што е катастрофален податок. Најголем проблем зошто младите не отвараат занаетчиски дуќани се големите давачки и ризикот од мала заработка. Едноставно, ево и пример ќе ви кажам, керкам имат и е козметички техничар, и ја правихме сета математика, што би работела сега, од кога заврши со школата, и ги објаснав давачките. И некаде пресметавме дека таа во старт на први месецот има 30.000 денари давачки. По основна плата, персонален данок, кирија, комунални такси и слично. И таа самата не прифати, рече поисплатливо ми е да одам во фабрика за производство на резервни делови со дополнителна обука и да ги земам 35.000 нето плата и воопшто да не се мислам дали на старт ќе обезбедам јас 30.000 денари да ги покријам месечните трошоци. Моментално во Охрид има регистрирано околу 300 занаитчи. Најмногу има фризери, бербери и козметичари, кои од секогаш биле најбројни.